Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада, а во нив ќе гледате. Одбележан стартот на изградбата на коридорот 8 со свечена церемонија на автопатот Титово Гостивар. Триесет пешаци биле санкционирани на Тетовско-гостиварското подрачје поради сообраќаен прекршок. Во следните 2 дена времето ќе биде променливо облачно и студено со повремени слаби врнежи кои на повисоките места и на планините ќе бидат од снег. Одбележан стартот на изградбата на коридорот 8 со свечена церемонија на автопатот Тетово Гостивар. Делницата Тетово Гостивар од коридорот 8 ќе гради американско-турскиот конзорциум Бехтел и Енка, со кого владата потпиша договор за изградба на 4 автопатски делници. Со пригодна свеченост поставена бина кај првата патарина на автопатот Тетово Гостивар во присуство на многу гости. Денес беше означен почетокот на изградбата на коридорот 8. Поставувањето камен темелник на проектот Коридор 8 значи почеток на изградба на автопат Тетово Гостивар, Гостивар Букојчани, Требениште Струга Ќафасан. 4 автопатски делници во земјава во должина од 108,8 километри ќе ги гради американско-турскиот конзорциум Бехтел и Енка, со кого владата годинава потпиша договор. Со геостратешката позиција и Коридор 8 ние стануваме неизбежна транспортна рута како во регионот, така и пошироко. Денеска започнува силна градежна офанзива за изградба на западниот дел на Коридорот 8. Камен темелникот на Коридорот 8 не е само почеток на нова патна инфраструктура. Тоа е камен темелник и на нови инвестиции, отворање на нови пазари, можности за нови соработки како меѓу домашните, така и со меѓународните компании. Изградбата на Коридорот 8 значи помалку трошоци за транспорт, побрз транспорт, поврзување и интеграција на Северна Македонија како и економски и регионален развој на земјата. Изградбата на модерен, современ автопат Тетово Гостивар, Гостивар Букојчани, Требениште Струга Ќафасан денеска покажува дека е конкретна, реална и остварлива цел, која е во интерес на граѓаните за нивен подобар живот и просперитет на бизнис заедницата. Од тука започнуваме со изградба и модернизација на коридорите 8 и 10D, нови автопатски делници во вкупна должина од 110 километри. Денеска најавуваме старт на изградбата на првата од 4 автопатски делници Тетово Гостивар со должина од 17,5 километри. А веќе следната недела ќе ја најавиме изградбата на делницата Прилеп Битола од коридорот 10D. Истиот месец стартуваат и градежните работи на делницата Гостивар Букојчани во должина од 30,3 километри. А според договорот предвидовме изградба на делницата Требениште Струга Ќафасан во должина од 21,7 километри, која што исто така ќе започне во тек на оваа година. Сите сме свесни дека нема да биде лесна оваа работа. Ни предстојат огромни предизвици, бидејќи градежништвото секогаш е неизвестно на терен. Но сакам да ве уверам дека максимално сме фокусирани на изградбата на проектите на коридорите 8 и 10D. Овој историски проект, каде што очекуваме за 4 години и 6 месеци да изградиме 110 километри автопатишта, каде што Република Северна Македонија ќе стане вистинска раскрсница на регионот. Инаку основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, следејќи ги информациите во медиумите поради повеќе сомнителни моменти поврзани со изградбата на автопатиштата, со цел да ги провери наводите што се изнесуваат во јавноста, отвори предмет по допрен глас.
Очекував надлежните за криминалниот тендер за надзор и супервизија денес да даваат исказ во обвинителството, но ќе дојде ден кога ќе даваат исказ, искоментира председателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски за коридорот 8, чиј камен темелник беше поставен денеска. Тој дополни дека да се потрошат 30 на милиони народни пари во компанијата која има сомнителен капитал е премногу. Па јас очекував да тие надлежните кои што се за оној криминален тендер за надзорот и супервизијата денеска даваат исказ во обвинителство, ама очигледно дека тие имале други планови, но ќе дојде денот кога и исказ ќе дадат. Верувајте, ќе дојде денот кога ќе дадат исказ, бидејќи да се потрошат 30 на милиони народни пари, да се потрошат, да се фрлат во ветар во компанија која што има сомнителен капитал од истокот, ако чисто подизведувач главна и основна дејност му е производство на долен веш, навистина представува премногу, така што наместо тие денеска еден ден ќе дојде, јас ви ветувам дека ќе дојде тој ден кога овие луѓе ќе даваат исказ пред јавен обвинител. Доколку нема уставни измени, како предуслов за отпочнување преговори ни се заканува вето од Бугарија и ќе има медицински застој, порачува лидерот на Алијанса на албанците Арбен Таравари. Ја мислам дека е неспоредливо Хрватска со Македонија, тоа го кажавме и со една реакција на партијата вчера, или завчера беше, дека не се споредува Македонија со Хрватска. Во Хрватска над 90% на населението се Хрвати, а во Македонија е сосема друга конфигурацијата на населението. 54% се, барем ја се повикувам на последниот регистрација, попис, 54% се македонци, 30% се албанци и други етнички заедници. Ако веќе сакаме да се споредуваме, ајде да се споредуваме со Швајцарија или со Белгија или со други држави кои што имаат релативно слична конфигурација како и Македонија. Така да мислам дека ВМРО повеќе го оваа го прави поради добивање на поддршка од луѓе кои што се ултранационалисти, а ние сме сега пред избори. Така да може би тоа ги тера, инаку ја не верувам дека тие мислат така како што зборуваат на пресконференции. Ние како Алијанса за албанците ќе продолжиме да инсистираме дека уставните промени треба да се случат оваа година. Тоа не е наше инсистирање на целиот, да речам, политички меѓународен фактор кој ја поддржуваат Македонија последните 30 месеци. Вие гледате повеќе министри за надворешни работи, повеќе државници од западноевропските држави не посетуваат и американската амбасада, туку и политичарите од Америка инсистираат дека е моментот Македонија заедно со Албанија да ги започне преговорите за Европска Унија. Ако не ги направиме уставните промени, ние сигурно ќе имаме после тоа повторно вето од Бугарија и мислам дека тоа може да трае можеби и деценија, како што ни се случи со Букурешт 2008 година. Приведен 31-годишен гостиварец за издржување затворска казна, украдени пари и производи од угостителски објект во Гостивар. 47-годишник тешко повреден додека работел со моторна пила. Две лица повикани на службен разговор во полиција поради меѓусебна пресметка. Во полицискиот билтен регистрирани случај на физички напад. Во продолжение слушнете ги деталите. Полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, вчера околу 19 часот и 30 минути со судска наредба привеле 31 годишен гостиварец, осуден на едногодишна затворска казна за сторено кривично дело тешка кражба. Нешто подоцна тој е спроведен во казнено-поправната установа затвор Тетово за издржување на казната. Денеска околу 4 часот и 30 минути полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, лишиле од слобода 47-годишник од гостиварско чегране. Тој се сомничи дека претходно извршил тешка кражба во угостителски објект на улица Гоце Делча во Гостивар, при што одзел пари и производи. Тој бил задржан во полициската станица Гостивар за расчистување и документирање на случајот, пошто ќе следува поднесок. Вчера во 17 часот и 25 минути во СВР Тетово пријавено е дека половина час пред тоа додека работел со моторна пила, 47 годишник од Гостиварски Добридол
се здобил со тешки телесни повреди, констатирани во гостиварската општа болница Ферит Мурат. Вчера од 14 до 14 часот и 30 минути во СВР Тетово биле повикани на службен разговор 49-годишникот Тетовско селце и 65-годишникот Тетовско Джепчиште, кои претходно физички се пресметувале во Джепчиште. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Вчера вечер околу 21 часот и 15 минути во Тетовска палатица полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 33-годишникот ова село, кој во 15 часот бил пријавен од 30-годишникот Тетовско Вејца, дека во близина на Тетовски Требош физички го нападнал. Во нападот, според пријавеното, бил користен и дрвен предмет. Тој бил задржан во полициската станица Тетово и по документирање на случајот ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Во акцијска контрола спроведена вчера на Тетовско-гостиварското подрачје за тоа колку од пешаците ги почитуваат сообраќајните правила и прописи биле санкционирани вкупно 38 пешаци. Вчера од 10 до 15 часот на подрачјето на СВР Тетово спроведена е акцијска контрола на пешаци, како и колку тие ги почитуваат сообраќајните знаци, правила и прописи. При контролата биле санкционирани вкупно 38 пешаци, 26 во Тетово и 12 во Гостивар, од кои 30 ги преминувале улиците надвор од обележани пешачки премини, а останатите не ја почитувале светлосната сообраќајна сигнализација на крстосниците. Покрај ова откриени и со соодветни поднесоци биле заокружени и 7 други видови сообраќајни прекршоци. На пешаците прекршители изготвени им се предвидени поднесоци и ќе се соочат со парични глоби, кои за овој вид прекршоци се движат од 20 до 50 евра во динарска противредност. Секторот за внатрешни работи Тетово и во наредниот период ќе спроведува вакви или слични контролни активности и апелира до пешаците да внимаваат како се однесуваат во сообраќајот, да ги преминуваат улиците само на наменски обележани премини, да ја почитуваат светлосната сигнализација и да не се движат непрописно таму каде што нема обликувани тротоари. На родителите пак им се советува да не ги пуштаат малолетните деца без непосреден надзор сами да се движат по сообраќајни површини и да се изложуваат на ризик, да бидат удрени од некоја возило и слично, дополнуваат од СВР Тетово. Од Министерството за внатрешни работи информираат дека е спроведена регионална акција на граничниот премин Табановце, при која биле пронајдени 1120 парчиња монети со археолошка вредност, конфискувани возила, а биле регистрирани и обиди за криумчарење мигранти. Министерството за внатрешни работи, заедно со полициски службеници од Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Србија и Албанија, заедно во соработка со проектот за сузбивање на сериозен криминал на Западен Балкан ИПА 2019 и програмата за гранична безбедност на ДИКАВ, организира активност на граничниот премин Табановце и долж границата со Република Србија. При овие активности од македонски државјанин запленете се 1120 монети со археолошка вредност, од турски државјанин запленета е поголема сума на пари, исто така конфискувани се 3 украдени возила и спречени 2 обида за криумчарење на мигранти. Се разбира, при изведувањето на оваа акција користена е специјализирана опрема, а се разбира најповолно е искуството кое што полициските службеници ќе го користат во натамошната работа. До крајот на денот претежно облачно и студено време со повремени врнежи од дожд, кои во вечерните часови во текот на ноќта ќе преминат во врнежи од слаб снег. Во текот на ноќта нови врнежи од снег се очекуваат и на попова шапка. Студено време не очекува и во следните 2 дена со дневни температури до 6 степени, а делумно стабилизирање е најавено за во петок и сабота.
До крајот на денот ќе се задржи претежно облачно и студено време со повремени врнежи од слаб дожд, кои во вечерните часови во текот на ноќта ќе преминат во врнежи од слаб снег. Максималната температура денес до 6 степен. И во следните 2 дена ќе се задржи променливо облачно и постудено време со повремени врнежи од дожд и од снег. Дневните температури ќе бидат околу 6 степен. Реално стабилизирање на времето има во петок и во сабота со пониски утрински температури. Утринската температура ќе се спушти до -2, додека дневната температура ќе бележи пораст и се очекува да го достигне 11 степен. Но влажен бран со врнежи од дожд се очекува повторно во недела. Висината на снежната покривка на мерната станица на Попова шапка ова утро во 8 часот изнесуваше 9 сантиметри. Моменталната температура е од -2, во текот на попладневните часови, во текот на ноќта се очекуваат врнежи од снег. Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!